Устав, највисокиот правен акт на секоја држава, или во Македонија книга која многу често се отвора, а нејзината содржина се менува. Ако бугарите бидат внесени во уставот, што е барање кое потекна од францускиот предлог, македонскиот устав ќе се отвори по 9-ти пат. Првите измени уставот ги претрпе само една година по донесувањето, во 1992 година со донесувањето на амандманите 1 и 2. Амандманот 1 се однесува на тоа дека Македонија нема територијални претензии кон соседните држави, односно дека границата на Република Македонија може да се менува само во согласност со уставот. Вториот се однесуваше на грижата на државата за македонскиот народ во соседните земји. Оваа одредба беше дополнета со формулацијата дека Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. 6 години подоцна уставот повторно се отвори. Тогаш председател на собранието беше Тито Петковски. По иницијатива на Врховниот суд со амандманот 3 се променија одредбите за време траење на притворот, односно наместо 90 дена притворот до подигањето на обвинението по одлука на судот може да трае најдолго 180 дена од денот на притворањето. Крупни измени се случија и во 2001 по потпишувањето на рамковниот договор од кој произлегоа 3 анекси: анекс за уставни амандмани, за измени во законодавството и за имплементација и мерки за градење на доверба. Меѓу 15 амандмани беше и оној за Бадентерово мнозинство кој предвидува за закони кои директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на символите. Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците, кои не се мнозинство во Република Македонија. На предлог на тогашната влада во 2003 година беше донесен амандманот 19. Со овој амандман се овозможува одстапување од неповредливоста на тајноста на писмата и сите други облици на комуникација, а не само на писмата како што е наведено во Уставот од 1991 година. Во 2005 повторно се усвоени 11 амандмани, кои се однесуваат на реформите на судскиот систем, односно на промената на организацијата на судскиот систем, изборот на судии и јавно обвинителство. Уставот се отвори и во 2009 и во 2011 година за намалување на цензусот за председателски избори и амандманот од 2011 година кој се однесува на тоа дека на државјанин на Република Македонија не може да му биде одземено државјанството. Недолгата пауза од уставни измени се случила по промената на власта во 2006 година, па од 2011 година Македонија 8 години не го отворила уставот. Следните промени беа во 2019 и според стручната фела и јавноста се работеше за можеби најболните уставни измени, кога Република Македонија стана Република Северна Македонија. Сега Македонија е пред нов предизвик. По само 3 години власта сака повторно да го отвори уставот за внесување на бугарите, бидејќи тоа е првиот и базичен услов за вистинско отпочнување на преговорите со ЕУ. Освен бугарите, доколку власта обезбеди двотретинско мнозинство, во уставот ќе се внесат и евреите, црногорците, хрватите, торбешите. Опозицијата е децидна дека нема да дозволи уставни измени, а власта се надева дека ќе го има потребниот број на пратеници кои ќе гласаат за повторно отворање на уставот. И покрај критиките од голем дел на стручната фела дека нашиот устав многу често претрпува измени и тоа најчесто по декрет на надворешно влијание.